Најново издание на регионалните вести, честит празник на понижниот пол од информативната редакција на телевизија КИС. Меѓународниот ден на жената 8 март беше повод да направиме разговор со Благица Грујовска, учителка со 40 годишно работно искуство. Мајка на 4 ќерки, жена за која може да се каже дека инспирира во секој поглед. 8 март е секогаш убав повод да се представи добар пример на комплетна жена, посветен работник, грижлива мајка, хуманист. Го одбравме празникот како повод да поразговараме со една токму таква наша гостиварка. Благица Грујовска, пензионирана наставничка, воспитувачка, учителка, со над 40 годишно искуство во образованието, која била втора мајка на 1332 дечиња, колку што поминале низ нејзините раце и срце во целиот работен век. Првото вработување го имала во Валандово, градот од каде потекнува. Животот ја донел во Гостивар, каде што се мажи, формира семејство и станува дел од учителскиот свет. Работев во Врапчиште, работев во Градинка, работев во Основно училиште Моше Пијаде и во Гоце Делчев и си замина во пензија. А тоа ми е бројка гордост, нешто што си самата себе си се гордеам на тоа дека вистински со мојот позив сум успеала многу семејства, многу деца да ги усреќам и да ги усмерам. Љубовта кон децата е најголемото нешто што може да биде. И јас секогаш им се посветував. Ги сакав, ги воспитував и ги образував. Први ги воспитував, потоа ги образував и сакав да бидат сестрани децата. Значи да не бидат само во една рамка. Додека Благица не зборуваше за деновите поминати со своите ученици, се присеќаваше на случки и разни примери, невозможно беше да не се забележи чистата наклонетост кон професијата. Беше лесно да се заклучи дека од секогаш ја имала желбата, децата да ја запаметат како првата, најважната учителка, во најдобро светло, и дека не се штедела себе си за таа цел, туку вложувала многу. За мене биле сите деца исти, за мене биле сите убави, лични, сакани деца, ги сакав, од душа ги сакав. Јас никогаш не можам ни до ден денеска да кажам нешто ти тоа е детенце. Али ако умееш со децата, и ако ја сакаш професијата, работи во просвета. Ако не, тоа е веќе друго. Ако се одлучи за тоа нешто, тоа е најблагородното нешто за децата. Имав еве исто така случај детенце со некои посебни потреби, али успеав да го направам, сега веќе ќе биде и матурант, детенце, али мајката беше многу упорна. На крај детенцето заврши 8 делење, се запиша средно, а ако јас не се трудев, мислам, тие 2 години, не му посветив внимание, мислам дека тоа детенце не ќе можеше да го најде местото во општеството, во некоја нормални средини, кај што можеше детенцето мислам да живее нормално детството, младоста, све. За Грујовска е многу јасно каде се недостатоците на образовниот процес во денешното време и кои се најчестите пропусти на поновата генерација учителки. Па денеска техниката е многу не напредна. За мене во ред е. А не е во ред што децата се врзуваат со таа техника што немаат видици по настана. Ние од порано со децата одевме во настава во природа. Ние тоа знаеа децата да го допрат и плодот, да го видат коренот, да видат леата, да видат пченицата како расте, да видат ветерот како ја вее, патот на лебот да го видат како правилно е патот на лебот. Сега не. Сега ќе гледат интернет или телефонот и ништо друго. Од учителката со големо срце и широка насмевка добивме инспиративна осмомартовска порака за сите жени. Жената може да биде успешна и дома и на работа. Ако мајката, вработената, го организира, мислам, денот, оти мора, кога веќе заминува на работа, она ја остава домашната обврска. А кога ќе се врати дома, веќе обврските и се децата, сопругот. Јас сум секогаш имала поддршка и од сопругот сум имала голема поддршка и од моите свекори, свекрва, вистински. Така да се можеш ако сакаш. Трудолюбива,
Храбра, борбена, сега може да биде жената. Може само ако сака. И викаат, условите, знаеш, некогаш викаат, ама тоа време беше вака или да не е точно. Времето е исто, ако сакаш ти да си го организираш онака, како што вистински е да им се посветиш на децата, ако сакаш, оти вика децата се инвестиција. Што ќе вложиш, тоа ќе добиеш. Тоа е апсолутно точно. Пожртвуваноста и предоденоста кон учителската професија, кон најмалите, кај Благица не е случајност. Таа е мајка на 4 ќерки, баба на 10 внучиња, а веќе има и едно правнуче. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, денеска го посети гинеколошкото оделение при клиничката болница во Тетово. Арифи на сите припаднички од понижниот пол им го честита празникот. Денешната активност е веќе традиционална активност која ја правиме секој 8 март и се однесува на посета редовна на пациентките кои се наоѓале, значи, во гинеколошкиот сектор и кои се породиле, родилките, имајќи го предвид фактот дека мајчинството е една голема жртва на жените и на овој начин сакаме да ги респектираме тие жени, а во име на тоа и сите жени, сите мајки кои даваат еден голем придонес нашето општество да биде широко, толерантно и такво какво што е. Ја сакам да ја користам приликата да им честитам на сите дами, на сите мајки, на сите сестри, значи 8 март и нормално заеднички да работиме за да ја унапредиме позицијата на жената, затоа што со еднаквост на жената нормално дека имаме едно поправедно општество. Учениците од Средното економско училиште во Гостивар го искористија празникот 8 март како повод за организирање на хуманитарна акција. Младите економисти од Гостивар го споија денешниот меѓународен празник на жената со една убава и хумана акција. Членовите на училишната заедница од Средното економско училиште изработија честитки и украси со 8-мартовски пораки и ги продаваа на посебен штанд на градскиот плоштад. Собраните пари ќе ги наменат во хуманитарни цели. Го искористивме овој ден денеска, 8 март, да организираме една таква акција, секако по иницијатива на ученичката заедница, кои сами изработија честитки и пригодни украси, кои ќе се продаваат, а прибраните парични средства ќе бидат донирани по хуманитарни цели. Исто така, оваа хуманитарна акција не е значајна само од аспект од тоа што кај младите луѓе се развива чувството за хуманост, чувството некому да се помогне, туку работејќи заеднички во една работилница, каде што имате ученици кои седат настава на трите наставни јазици, македонски, албански и руски, се негува мултикултурата и соживотот во овие простори. Учениците во спроведувањето на денешната хуманитарна активност, која треба да даде позитивен пример за сите млади, беа поддржани од своите професори и професорки. 8-мартовски панаѓур вчера се одржа во основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Голем интерес кај присутните предизвикаа рачните изработки на учениците од 1 до 5 оделение, наменети за мајките, тетките и бабите. Во пресрет на празникот на жената 8 март вчера во основното училиште Гоце Делчев во Тетово беше организиран панаѓур. Вештите детски раце направиле голем број изработки наменети за мајките, тетките и бабите на работилници организирани во текот на изминатите денови. На штандовите присутните можеа да купат и колачи кои децата ги подготвиле заедно со нивните мајки. Денеска во училиштето имаме панаѓур и мајките доаѓаат да ни купат за заедно да го прославиме денот на мајките. Ние работевме за панаѓурот, честитки, изработки од хартија со помош на учителката и потоа ги продававме. Учителката ни даде да правиме ова за овој ден за панаѓур да продаваме. И ако се ќе купиме хартија од тие пари и учителката ќе не носи на чаштење.
На 8-мартовскиот панаѓур учествуваа учениците од 1 до 5 одделение, кои дале се од себе да ги изработат најубавите подароци за понежниот пол. Прво, децата се многу радосни и многу се креативни во самата изработка на самите работилници. Даваат се од себе за што поубаво да изгледа нивната изработка. А денеска пак е сосема нешто друго. Прекрасно е да се види нивната насмевка, кога некој доаѓа и сака да го купи нивниот производ. Тогаш се пресреќни и мислам дека тоа навистина нема цена кај учениците. Овие денови по сите предмети, сите наставни единици ни се посветени за денот на жената, особено за денот на мајката, нели? И многу се зборува за односот спрема мајката, за тоа колку мајката допринесува во домот, па потоа нормално и ние учителките, и воспитачките, и бабите, значи сите имаат дел од сложувалката за тоа дете да стане една целосна личност. Во текот на оваа недела по повод Денот на жената беа организирани работилници во објектите на детската градинка Младост во Тетово. И овие деца изработуваат честитки и најразлични подароци, со кои ќе ги израдуваат своите мајки, тетки и баби. Повеќе за панаѓурот во основното училиште Гоце Делчев и активностите во градинката Поток во детската емисија Тутикиц во недела во 11 часот и 15 минути. Со пароли и скандирања "Не сакам тава, сакам права", "Не сакам тава, сакам плата", платформата за родова еднаквост денеска одржа протестен марш по повод 8 март за уназадување на еднаквоста и правата на жената во Македонија. Како што вели Станила Шкријел од платформата, денешниот марш се одвиваше со цел да се испрати порака до институциите за како да се подобри менталитетот и вредностите за жената да не биде во втор план. Таа посочи дека тие сметаат и на новите пратенички во собранието да го кренат својот глас и во законодавниот дом да иницираат идеи и решенија за конечно унапредување на положбата на жената. Промовиран првиот роман на писателката Славица Дабеска-Кироска. На промоцијата покрај во извадоци од романот присутните имаа можност да уживаат и во музички изведби. Моите дома не можат да ми купат капут. Овој капут ми го позајми една пријателка на мајка ми од работа, бил од нејзиниот син. Мајка ми кога ми го обрече овој капут, ми кажа дека многу убаво ми стои, дека ми довикува. Но јас гледам дека ми е кус, дека ми е тесен и дека ми студи. Мора така да биде ја. Така треба да биде. Со оваа емотивна изведба на драмски текст како краток извадок од романот Зелениот капут започна една поинаква промоција на истоимениот роман, дело на писателката Славица Дабеска-Кироска. Станува збор за една тетовска приказна преку која писателката ги оживува обичаите и карактерите на своите сограѓани. Интимната драма на секој човек, а нарочито на чувствителната. Жителот, зошто? Зошто? Тоа вечно прашање, најчесто од сите нас се препознава во сферата на љубовта. Зошто? Имајте љубов. Зелениот капут е пример за истрен човечки живот и покрај низата животни проблематични текови. Во својава книжевна активност се обидувам да допрам и да се
мочам во литературата, но само се обидувам. Феномен на книжевните автори е да се доближат до стварноста на животот колку е тоа можно. Да се препознаеме во човечкиот живот, во човечноста и да се огледаме како човек во човека. Силни емоции се издлабени на вкупно 380 страни. Секоја од нив зборува за случувањата од познатиот Даиловски сокак во Тетово. Насловот "Зелениот капут" пак е можеби најемотивниот дел во романот. За него зборуваше познатиот писател Јован Дамјановски во улога на промотор на делото. Основна ознака на романот е судбината на младите луѓе кои пред повеќе од 3 децении градеа своје животно гнездо во незиното и наше Тетово. Таа впечатливо раскажува за меѓузависноста на драматичните, психолошките и емотивните проблеми на луѓето кои незабележливо минуваат низ времето у животот. Приказната е за комните спомени од детството заради сосата живот. Незината творечка возбуда е врзана кон книжевното љубопитство да се вклучи во литературниот феномен, да се оствари допир до реалноста на животот, со што се овозможува и насиско препознавање. Кога музиката е во комбинација со убавиот пишан збор, убавата атмосфера ја чувствува секој гостин. Така беше и на синочешната промоција. За овој дел се погрижија женското трио Шербет, професорот Ираклис Георгијадис и Горан Фимич. Зелениот капут е четврто дело на Славица Дабеска-Чировска, а најавува и втор дел на романот. Инаку, промоцијата беше во рамки на одбележувањето на 25 годишниот јубилеј на Сдруженијето на Срби и Македонци. Градоначалничката на Тетово Теута Рифи одговори на новинарско прашање поврзано со одлагање на локалните избори кои првично требаше да се одржат во првата половина од месец мај оваа година. Имајќи го предвид фактот дека ова е проблем на сите политички партии, ќе се бара некое законско решение, имајќи го предвид фактот дека општинските власти имаат директни ингеренции кои се однесуваат на граѓаните и на функционирањето на градовите, така да мислам дека ќе се најде еден заеднички интерес ако се одлагаат, да не се одлагаат многу и се тоа да биде во рамки на законите. Од синдикатот на Југохром очекуваат во петок владата да донесе позитивна одлука на нивното барање, комбинатот да продолжи со работа и да се пролонгира рокот за изградба на пречистителната станица. Овој став следи откако минатата недела раководството и синдикатот на Југохром остварија средба со премиерот Емил Димитриев и неколку владини представници. Минатиот петок во владата имаме средба со премиерот Емил Димитриев, имаше позитивни размислување и се бараше решение, позитивно решение во рамки на законот како да се изнајде Југохром да отпочне со работа. И се надеваме дека ова недела во петок владата ќе се дава, ќе разгледува случајот Југохром и ќе донесе позитивна одлука Југохром да почне со работа. Во исто време и како обврска од менеџерскиот тим ќе биде да се продолжи со изградба на системот за отпрашување. Во меѓувреме, каква е моментална состојбата со вработените? Ние и како синдикат кажаме дека ги српеме сите можности вработените да ги се задржат на работа и од 1 март вработените се наоѓаат во агенцијата за вработување. Околу 700 вработени што беа во Југохром од 1 март се невработени. Очекувате позитивно да се одговори и што понатаму? Потоа следува старт на печките? Во разговорите што ги имаме во владата, се надеваме дека владата ќе донесе позитивна одлука и од 15 март ќе почнеме луѓето да ги враќаме на работните места. Односно, ќе се почне да се работи со припрема за вклучување на печките со работа.
Кои беа вашите аргументи за да, како што кажавте вие, владата позитивно размислува, односно да донесе позитивно одлука? Дел од министрите и од Министерството за животна средина се сложија со нашите аргументи дека ѓухром него загадува тетова. И од самото Министерство за животна средина излегува со аргументи дека таму немаат инструменти за да се мери загаденоста. Сите информации што ги кажуваат од некои луѓе од владата, од Министерството за животна средина и од Еко Герила, самите признаат дека се тие произволни нивни заклучоци, а не врз база на вистински мерење на загаденоста на воздухот. 5 странски државјанки се затекнати во угостителски објект при вчерашната акцијска контрола на полицијата во Неготино Полошко. 29 годишен тетовец е осомничен дека подметнал пожар во паркирано возило. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово полициска станица Гостивар вчера вечер половина час пред полноќ извршиле акцијска контрола во угостителски објект, собственост на 35 годишен жител на Добридол, лоциран во атарот на Неготино Полошко, соопшти СВР Тетово. При контролата во објектот затекнати се 9 женски лица, од кои 5 странски и 4 државјанки на Република Македонија, од Велес, Тетово, Гостивар и Скопје, кои биле ангажирани како пејачки и танчерки и ги забавувале гостите во објектот. 5 странски државјанки, 4 од Албанија и 1 од Косово на возраст од 21 до 34 години, поради сомнение дека го злоупотребиле туристичкиот престој, односно нелегално работеле како и сопственикот на објектот, приведени се и задржани во полициската станица Гостивар. Секторот за внатрешни работи Тетово за кусо време целосно го расветли вчерашното опожарување на патничко возило Пасат со струшки таблици собственост на 34 годишна тетовка, кое се случило на паркинг пред стамбена зграда во која живеела на улицата Видос Милевски Батов во Тетово. Осомничен дека го подметнал пожарот и предизвикал општа опасност е 29 годишен тетовец, кој вчера околу 13 часот во координација со јавен обвинител лишен од слобода, задржан во полициската станица Тетово и нешто подоцна пуштен, но наскоро ќе се соочи со соодветен поднесок. Осомничениот во тоа време под возилото поставил запалливо мало плинско шише боца и потоа на брзина се оддалечил од местото. Инаку во текот на вчерашниот ден на Тетовското подрачје откриени се 50 на најразлични видови прекршоци, 13 нерегистрирани возила, 5 диви возачи, 8 возачи почетници, при што прекршоците санкционирани се со 24 прекршочни и 25 мандатни платни налози, од кои 4 веќе се наплатени. 40 на прекршоци вчера биле констатирани и во гостиварските контролни активности, меѓу кои најзастапени се оние кои подолго време се присутни на гостиварските простори, истечена регистрација, управување без дозволи, возачи и почетници. Различните прекршоци санкционирани се со 17 прекршочни и 36 мандатни платни налози. Унгарскиот парламент вечерва усвои закон со кој се одобрува затворање на сите баратели на азил кои ќе дојдат во Унгарија. Оваа мерка постоеше во Унгарија, но беше укината во 2013 година на инсистирање на Европската унија и Обединетите нации. Законот вечерва беше усвоен со 138 гласа за и само 6 против и 22 воздржани. Текстот предвидува дека сите мигранти ќе бидат сместувани во транзитни зони на границите со Србија и Хрватска. Таму затворените ќе чекаат одлуката за нивното барање за азил, а можат да го напуштат местото каде што се затворени доколку сакаат да се вратат во земјата од која влегле во Унгарија. Ова затворање на мигрантите ќе се однесува на сите новодојдени, како и на барателите на азил кои се веќе во Унгарија и кои ги има 586. Wikileaks објави илјадници документи кои детално ги откриваат најефикасните хакерски алатки со кои ЦИА собира податоци од паметните телефони, апликации, телевизори и други електронски уреди. Основачот на порталот Джулијан Асанж изјави дека документите покажуваат колкав ризик постои од ширење на кибернетичкото оружје. Потенцира дека се повлечени некои податоци додека не се постигне консензус за техничката и политичката природа на програмата на ЦИА. Според законот, ЦИА не смее да прислушкува американци во САД. Денес имавме облачно време со повремени врнежи од дожд кои беа проследени со засилен ветер. Минималните температури се движеа од 1 до 8,
додека пак максималните температури достигнаа од 4 до 14 степени Целзиусови. Во четврток ќе имаме умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во јужните, југоисточните и источните предели ќе имаме претежно облачно време со врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 1 до 9, додека пак максималните ќе се движат од 5 до 15 степени Целзиусови. Го гледавте најновото издание на регионалните вести. Благодарам за вниманието. Пријатно.